не е така лоша работа, затоа што сето она што досега го кажавме за техничкиот човек особено, ќе имаме прилика на самиот претрес да го и докажеме и покажеме. Ако тоа не го прифатеа како доказ, ќе бевме на некој начин невозможни да го докажеме, она што упорно го тврдиме дека тоа лице не смеело да биде воопшто ангажирано како технички советник. Ова е добра работа. Она што денеска го видовте исто така е многу добра работа. Имаме една чудна ситуација да обвинителството упорно предлага бројни сведоци кои треба да го подржат обвинителниот акт и обвинението, а видовте што се случува. Овите сведоци сведочат во корист на доктор Нина Васев со зборови кои што зборуваат за каков човек и каков доктор станува кога слушнате вие самите со какви зборови се произнесува похвални за него и не се придружија ниту на кривичното гонење, ниту побараа било каква штета од него. Значи, уште еднаш сведоците на обвинението станаа сведоци на одбраната. Дали ви понатаму сте на ставот од некои денови дека тие не се клучни за предметот? Па сега да ви кажам, од кога гледам што се случува, и си го сменам ставот. Подобре да чуеме можеби уште неколку сведоци и повеќе сведоци. Од ова излезе неочекувано. Сведоците на обвинението, за кои што бевме убедени дека претходно обвинителката разговарала или ги испитала и пронашла доволно, како да кажам, место да смета дека ќе го подржат обвинението, наедно сега излегува дека зборуваат со фантастични зборови во корист на тоа воопшто подржувате да продолжите. Сега она што е денеска за вас интересно, што би сакал да ви го кажеме, дека доктор Мери Пешевска призна вина. И со самото признавање со цел да биде иземена од понатамошниот кривичен прогон и поблого каснета, го стави обвинетиот Никола Васев во понеповолна состојба. Заради тоа ние направивме една дополнителна анализа на обвинителниот акт во тој сегмент и прибавивме дополнителни докази од кои констатиравме дека доктор Мери Пешевска нема направено никакво кривично дело. Имено односот поврзан со Максимов, кој што наводно нејзин бил користен од доктор Нина Васев, е точно утврден со договорот кој што го склучуваат Фондот за здравствено осигурување и клиниката, во кој децидно стои дека за секој лекар специјалист клиниката е обврзана да прибави од фондот го издава тој факсимил. Понатаму стои дека факсимот мора да се користи исклучиво лично од докторот на кого што му е даден и не сме да се дава на друго лице. И на крајот најважно, во колку таа обврска работна лекарот не ја испочитува и го даде својот факсимил на друг лекар да го користи или на друго лице, за тоа следуваат две санкции. Првата санкција е веднаш ќе биде исклучен од електронскиот систем на фондот привремено додека не се утврди зошто е тоа така направено и да се повторно врати во функција, а за самата установа во која што е вработен лекарот специјалист кој што на тој начин го злоупотребил факсимот е предвидена договорна казна. Значи договорна казна во паричен износ која што е утврдена во договорот. Во ваква ситуација лекарот специјалист кој што го дал факсимилот на друго лице или на друг лекар да го користи е санкциониран и може да биде санкциониран само дисциплински и да одговара со дисциплинска мерка и казна, а никако не може да биде гонеч за кривично дело и да му се изреже кривична санкција. Значи, доктор Мери Пешевска признала нешто што не е кривично дело.